Мистеријата дали Осоговските планини во себе кријат резерви од ураниумска руда со децении ја копка кочанската јавност, без притоа некој да даде издржано и конкретно објаснување. Двата забетонирани влеза во рударските окна кај Црна река, која се влева во Бела река и заедно ја прават масалница, се неми сведоци дека тука се работело на ископување руда. Дури и повозрастните жители кои потекнуваат од овие краишта се сеќаваат дека тука дел од локалното население пред повеќе од половина век работело во рудникот за руда, која се употребувала за, како што велат, атомска енергија. Тоа е атомски беше, атомски. Атомски? Атомски, Значи, за ураниум? Само 2 сати има право да работиш, повеќе не. Само 2 сати. Така. Да, ма те затворија го. Работеја там по 2-3 месеца, работеја. Знам дека е таа. Атомско тоа е. Американците вика не ќе се ќе направиме, ама не ги дават овие. Кога започна активностите околу изградбата на браната Речани, поединци го наметнуваа прашањето дали водите од овие реки ќе бидат употребливи за пиење, поради можноста во себе да содржат ураниумски честици или некакви примеси од метали кои би можеле да бидат штетни за човечкиот организам. Можеби сите дилеми и коментари околу рудникот ќе бидат потопени со изградбата на акумулацијата Речани и нејзиното полнење со